Со многу вода, лесна храна и светла облека се справуваат граѓаните против топлото време. Како се справувате со топлината? Па некако се бориме со чишенце вода, по сабајле ги вршиме работите сите и така. Одлично. Птенува. Времето си е погодно. Тешко. Тешко, многу е жешко. Не се издржува. Со пиење на течности и така. Па тешко да ви кажам, на сабајле вака ќе се обават обврските што се потребни за преку ден и после внатре дома. Никако. Дома седи од сабајле прошете. Тоа е. Многу убаво. Подобро не може плува топло него ладно. Поголем дел од нив велат дека ги следат препораките на лекарите и излегуваат надвор само во предпладневните часови. Препораките дали до 10-11, после тоа се прибираме дома. Па горе-доле. Па ги почитувам затоа што сум и медицинско лице, така да сето тоа го почитувам. А течности, да. Не излегуваме, ја и навечер не излегувам, опште, он излегува. Па знаем и пред да ми кажат докторите. Ако имам потреба, ако е на топло, ја излагам. Топло, не топло, јас си ја бркам работата. Не сакат работата, ај сега топло ќе лежиме. Климите се мало бегство од топлината, но лекарите укажуваат дека промената на топла-ладна средина дополнително го засилува стресот во организмот, па во домашни услови климите да бидат поставени до 25 степени. Во период од 11 до 17 часот да не излегуваат на директно дејство на сончевата светлина, при тоа, кога би биле изложени на таа светлина, да бидат соодветно облечени, односно да носат светла облека, да носат заштитни очила и да биде заштитена главата и најважно од се да бидат хидрирани. Исто така се препорачува да се внимава во овој период да не се конзумира храна која што не е термички обработена, а останатата храна која што термички се обработува адекватно да се чува. Потоа хроничните пациенти кои што земаат хронична терапија да се придржуваат до терапијата, да се ја пијат редовно терапијата. Дехидрација, чести главоболки, грчеви во мускулите и замор, како и опаѓање на крвниот притисок и шеќерот, се можни последици од високите температури. Најранливи се децата, бремените жени, постарите лица и хронично болните, кои не треба да бидат изложени на директна сончева светлина. Одитната помош велат дека нема зголемен број интервенции во споредба со други години, но нивни екипи во главниот град секогаш се подготвени да интервенираат штом добијат телефонски повик, поради можните колапси на отворено.